Во моментот кога мислиш дека овој човек е најголем резил во македонското новинарство, во некоја си ново компонована телевизија со неоправдани средства, ти се појавува стара телевизија, медиум, човече, што постои колку што постојам јас, да буквално краде мои зборови без ни да ме спомне. Ако не гледате нас јутуберите дека се снимаме како правиме глупости, тоа не значи дека сме глупи. Вчера случајно најдов на статија од добро познатата и реномирана битолска телевизија Тера. Нормално никој више не гледа телевизија, мора некако да се уштекаат у нашиот свет, a.k.a. интернет. Статијава е интервју на Ритко. Уште од старт да кажам, Ритко си го поштуем, немам ништо против дечкото. За тие што не го знаат, Ритко е битолски јутубер. На дечкиве од Тера очигледно им требало некаков вовет, а нормално не постои ништо покреативно во интервју со јутубер од тоа да кажеш што е тоа јутубер. Познато? Не ви текне? Пишете ми коментар вие што веќе знаете за што зборувам, пошто вие сте old school, hardcore, die hard другари. Ако уште не сваѓате, ајде да го чуеме уникатниот вовет на Тера. Што е јутубер? Значењето на зборот јутубер во поширока смисла значи човек кој аплодира видеа на YouTube, без разлика каква е нивната содржина. Но во потесна смисла или попрецизно, јутубер е човек кој пред се промовира себе си со помош на платформата YouTube. Колку прекрасна дефиниција измислиле Тера за што е тоа јутубер на 30 август 2019 година. На 16 февруари 2018 година Иван Ајнштајн реши да го објави неговото прво сериозно видео, што не беше ни сигурен дали сака да го објавува или дали треба да го објава, дали е во ред. И никад не зажали, пошто за тоа стварно доби неочекувано почит од многу битни фаци. Шо вика Иван? Збориме за секој што себе си се нарекува јутубер. Значењето на зборот јутубер во поширока смисла значи секој човек што аплодира видеа на YouTube. Но во потесна смисла, попрецизно, јутубер е човек што се промовира самиот себе со помош на платформата YouTube. Ако пред една минута ги чув истиве зборови бе. За да има некаква статија телевизија за по интернет допишуваат, си го пишуваат самиот текст од прилогот што има снимката. Ајде да проследиме. Значењето на зборот јутубер во поширока смисла значи секој човек што аплодира видеа на YouTube. Но во потесна смисла, попрецизно, јутубер е човек што се промовира самиот себе со помош на платформата YouTube. Колку оригинално, секоја чест! Имаат сменато као 2 збора. Ова ти е ко... Еј брат, дај бе да препишам домашна? Ке ти давам, ама те момам смени барем нешто да не биде скрос исто. Тада! Почитувани телевизија Тера. Јас не сум мочко и ова е моје авторско дело. Не знам дали сте свесни што значи тоа. Имате среќа што јас одбивам да заработувам пари преку тужби, пошто секако законот ми е срање и гледам да избегам што е можно подалеку од тие гомнари. Доволно сум способен сам да креирам нешто и така да заработам. Али вашата казна е тоа што ќе ве експознам кај мене на канал. Нека ве заволе курата, ама само да ви давам на знаење и на вас и на сите што планираат да прават слични кражби у иднина, дека ја не сум глуп. Можда некад ќе бидам сиромашен и ќе ми требаат пари, who knows? Да видиме кој е плагијаторот и како тој живее. Како автор е потпишан Мими Марковски, да чујам уште еден аплауз за неговата креативност. Многу ми е жал Мими ако не си го напишал ова на вистина ти, али увек го еде типот со потписот. Ова е Мими, новинар ет Тера ТВ. Па на Стефан барем не опишува дека е новинар. Шо, не знаете кој е Стефан? Стварно значи не знаете што е квалитетен кринч. Како и да е, еве Мими тука, пуни 25 години у 2016-та. Значи сега има 28 години. На 28 години не е срамота, тука е стварно ризично да правиш плагијати за национална телевизија. Озбилен сум. Као што тебе тоа ти е работа, такова ми е на мене. Знаеш дека е можна скриптата да ја чувам од тоа видео? Само момент. Не, така. У телефонија пише за прв пат. Момент. Search YouTuber. Еве го.
Да видиш јутубер е табу. Еве ја. Еве го и делчето. Значењето на зборот јутубер во поширока смисла значи секој човек кој аплодира. Значи, окей, го дознавме, го слушнавме премногу пати у видео. Пише ли датум кога е ова? Last Modified 5 декември 2017. Последен пат сум нешто сменил у текстов на 5 декември 2017, мими. Дефиниција што јас лично ја смислив и ја нема по учебници. Се надам дека еден ден ќе ја има доу и дека ќе ме има у референца и користена литература. Брат, што имаме домашно по јутуберство? Седи, не проверува Иван, на сите петки им става. Педер, не ми се верува! Уште една статија најдов. Не! Ова е креативност. Можам со 2 гласа у исто време да го прочитам ова. Што е јутубер? Значењето на зборот јутубер во поширока смисла значи човек кој аплодира видеа на YouTube без разлика каква е нивната содржина. Но во потесна смисла или попрецизно јутубер е човек кој пред се промовира себе си со помош на платформата YouTube. Освен ако не е твоја телевизијата, тера, преиспитајте им ја креативноста на вашите новинари. Пошто гледам дека не си ги правил проектните усредно, еве ти само пример како треба да изгледа статија кога не користиш твои зборови. Наводници, кредитс, цакум пакум. Поштовање до Црно-Бело и Евгени Хоуп. Што? Ова е тоа делот за децата кај што мора да има некоја полука на крајот од видеото за да им се правдаат дома на родителите дека научиле денеска нешто од YouTube. Не крадете! Боле јадете ваши гомна него ли туѓа повраќаница. Се гледаме за брзо, пријатно. А да и ова поукава што ја кажав, моја е у случај да не знаете од кај ви е крадена.